Добар ден, почитувани гледачи. Нарушувањето на функцијата на тироидната жлезда се едни од најчестите проблеми кај популацијата и токму затоа треба секој од нас да ја подигнеме свеста кај секого од нас дека оваа жлезда која што е контролор на нашиот живот треба малку поголемо внимание да ја посветиме. Односно, игнорирањето, непрепознавањето или пак нерешавањето на проблемите или симптомите на тироидната жлезда некогаш може да направи сериозни компликации по здравјето. Симптомите се развиваат бавно, полека, па дури често некогаш и доцна се откриваат, па токму затоа велиме дека сите заедно треба да поработиме на сето ова, да препознаеме навреме, да почнеме со соодветната терапија, зашто и луѓето со проблеми со тироидната жлезда, доколку го контролираат тоа онака како што е потребно, ќе има добар и квалитетен живот. Затоа, која е функцијата и улогата на тироидната жлезда, кои се нарушувањата, кои се симптомите на намалената, а кои на зголемената функција на тироидната жлезда, другите проблеми кои што може да се јават, диагностицирањето, се разбира третманот и велиме секогаш превенцијата. Денеска во визите разговараме со доктор Лиљана Муратовска, специјалист по нуклеарна медицина од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, задоволство е да се дојде во вашето студио. Ве поздравувам вас и вашите гледачи. Ви благодарам и драго ми е. Доктор Лиљана, поводот за гостувањето и да зборуваме повторно за тироидната жлезда и оние најчести проблеми и нарушувања кои што се јавуваат е во склоп и во рамки на меѓународната или интернационалната недела на тироидна жлезда. Од кога почнува да се одбележува и што е главната порака? Точно така. Значи, до сега 25 мај беше прогласен за светски ден на тироидната жлезда. Меѓутоа, иницијативата за интернационална или меѓународна недела за тироидните заболувања потекнува уште 2009 година на Европска конференција во Истанбул, кога за прв пат е стандардизирано потврдено дека секоја година во периодот од 25 до 31 мај ќе биде прогласена за интернационална недела на тироидната жлезда. И можем да кажем дека оваа година 2019, ова е 10-та година од одржување на оваа недела. Во склоп на таа недела е предвидено да се одржуваат различни настани со кои што ќе се потенцира важноста за брзо препознавање на симптомите на тироидното заболување, за да нели се воспостави рана диагноза, брз третман, бидејќи со тироидни заболувања кои што се навремено диагностицирани се живее сосема нормален живот и целта е да се подигне свеста на населението преку едукативни програми и така натаму. За прв пат можам да кажам дека оваа година, во оваа недела, Светското здружение за тироидни заболувања воспостави и создавање, односно се вклучи, така да кажам, во технолошките, во напредните техники, создавање на емотикони, кои што ќе се пласираат на Facebook и на Instagram, каде што можат да се информираат и сите оние кои што ги користат социјалните медиуми за симптомите на тироидните заболувања и така полесно да детектираат што е она што се случува кај нив, за да можат побрзо да се јават на лекар. Така, секоја година веројатно и пораката е различна која што се испраќа и мотото е различно, но суштината е секогаш нели заболувањето на тироидната жлезда и подигнувањето на свеста кај нас, а во последно време и на социјалните мрежи да забележуваме дека имаме начин, всушност и упатство како да ги препознаеме многуте лица на тироидните нарушувања. Токму така и кампањата оваа година во нашата држава е наречена многуте лица на тироидните заболувања, аларм за свест. Значи, точно тоа и е пораката, да се алармира, нели многу често секој од нас доживеал замор, промени во срцевиот ритам, поправање, слабење и секогаш се препишува, нели, или нервоза, се препишува на брзото темпо на живење, стресните ситуации и така натаму. Меѓутоа, при постоење на таква неспецифична симптоматологија, многу брзо и едноставно со земање на крв и испитување на тироидните хормони може да се диагностицира во колку постои тироидно заболување и навремената, како што реков, диагноза и брзиот третман ќе го направи животот многу полесен, без никакви последици и нели пациентите кои што имаат тироидни заболувања во главном живеат долг и среќен живот без никакви проблеми во колку навремено се третираат. Така. Тоа е уствари тој аларм за свест, да нели не настанат последици од заболувањата кои што остануваат недиагностицирани. И морам да кажам дека анализите на Светската организација велат дека досега има околу 300 милиони тироидни заболувања, односно пациенти со тироидни заболувања во светот,
Меѓутоа се смета дека околу 60% од пациентите остануваат со неправилна диагностика и ненавремен третман, што е загрижувачки и токму затоа е искористена оваа недела на 10 годишнината од Интернационалната недела да се посвети на подигање на свеста за рана и брза диагноза на тироидните болести. Најразлични се нарушувањата и токму затоа е потребно вистинска диагноза за вистинскиот проблем, бидејќи и терапијата предпоставувам нели е различна кај секоја состојба, но малку подоцна нели ќе подобјасниме. Многу е важна за функционирањето на нашиот организам, велат контролор на нашиот живот. Кога нормално функционира, која е нејзината улога и значење? Така, значи, можем да кажем, тоа е една мала жлезда, меѓутоа многу значена, многу моќна, мала, но моќна. Значи, жлезда која што достигнува од 20 до 60 грама, можем да кажем надлежна димензија 5 сантими, сместена од предната страна на вратот, во долниот дел на вратот, која што е тешко видлива кога е со нормални димензии, меѓутоа на палпација можеме да ја почувствуваме под прстите. Името тироидна или штитна жлезда го добила по изгледот на штит, значи или вообичаено се наоѓа во написите изглед на пеперутка, бидејќи е создадена од два лобуси, десен и лев лобус, кои што се меѓу себе поврзани со еден така наречен, да кажем, исмус или еден мост кој што ги поврзува овие два лобуси. Напоменувам дека таа не се наоѓа внатре во дишникот и хранопроводникот. Тоа многу често пациентите велат ми смета нешто при голтање, при дишење. Тоа не е затоа што е таа внатре, туку кога се зголемува и кога добива димензии кои што вршат притисок врз овие структури со кои што е во многу близок сооднос, се нарушува и процесот на голтање и дишење. Самата жлезда, значи, е многу важна за создавање на три хормони. Најпознати се тироксинот и триодотиронинот, или популарните Т4 и Т3. Меѓутоа има уште еден хормон кој што е доста битен, тоа е калцитонинот или тиреокалцитонинот, кој што се создава од посебни С клетки во тироидната жлезда и кој што е карактеристичен за одредени состојби во метаболизмот на калциумот. Овие Т3 и Т4 се, ги велиме ние, тотални фракции на тироксин, кои што во организмот се движат секогаш со одредени носачи, значи некој ги носи низ крвната струја и заради тоа се нарекуваат тотални и физиолошки може многу да варираат. Понекогаш постои и генетски ниски или високи носачи. Заради тоа многу често во палетата на испитување ќе сретнеме и фри или FT4 и FT3, па пациентите прашуваат што е тоа. Значи тоа се фракции на слободен тироксин и слободен триодтиронин, кои што се всушност најбиолошки активните тироидни хормони и кои што се слободни и кога се детектираат врз нив не влијаат никакви влијанија во метаболниот процес. Тироидните хормони, за да се создадат во тироидната жлезда, им е потребно еден есенцијален елемент, а тоа е јодот. Значи, велиме дека 70% од јодот се акумулира во тироидната жлезда и тироидната жлезда има резерва во физиолошки услови за јод во одредени ситуации при промена на метаболните процеси во организмот. Значи, овој јод учествува во создавање на помалку или повеќе тироидни хормони. Па за илустрација, да речеме, ако се најдеме под некој акутен стрес, во тој момент метаболизмот се забрзува, тироидната жлезда создава повеќе тироидни хормони и потоа тоа регулаторниот механизам го регулира, ќе кажам подоцна, значи кој е регулаторот, за да по завршување на дразбата, на стресот, се вратат тироидните хормони во нормала. Основен и главен диригент или регулатор на движењето на овие тироидни хормони е така наречениот ТСХ хормон или тиреостимулативен хормон, кој што се создава во еден дел во мозокот, така наречен хипофиза, и кој што е главен контролор на создавањето на тироидните хормони, дали ќе се создадат помалку или повеќе. Значи, во случај, како што споменав со примерот на такова стресна ситуација, одеднаш се ослободуваат во циркулацијата многу тироидни хормони, овој сигнал патува до хипофизата и таа целта е да направи инхибиција. Овие два регулаторни механизми се велиме однесуваат обратно, односно со негативна повратна спрега. Значи, кога расте нивото на тироидни хормони, опаѓа нивото на ТСХ или
поточно, попросто да објаснам, како греач и термостат. Значи, кога греачот ќе прегрее, термостатот се исклучува. Или обратно, кога греачот ќе се олади, термостатот се уклучува и на тој начин постојано во нашето секојдневие се одржуваат овие тироидни хормони во нормални рамки. Тироксинот е застапен во поголема концентрација од триодотиронинот или Т3, меѓутоа е помалку потентен или помалку активен, за разлика од Т3 или триодотиронинот, кој што е оној кој што е главен и кој што действува на ниво на ткивата, па во одредени состојби во животот, во одредени периоди, како што е репродуктивниот период, е многу значајно да се одреди нивото на Т3 повеќе отколку на Т4, бидејќи во периодот на бременост Т4 е многу вариабилен, а како што реков, најбиолошки активен е Т3, па е најбитно во тој период и за мајката и за плодот да детектираме каква е биолошката активноста на тироидниот хормон на ниво на ткивата. Значи, директно на периферните ткива, каде што изразува својата активност тироидниот хормон. Кога веќе и само извинете, ја споменавме нели и бременоста, нарушувањето на функцијата на тироидната жлеза, доколку не биде откриено или пак не биде препознаено, може да е проблем или представува ли проблем за забременување или за проблем со плодноста. Значи, тироидните хормони имаат значајна улога во целиот метаболизам, а бидејќи се смета дека бременоста е една посебна физиолошка состојба, кога се менуваат, имаме хормонски промени, имунолошки промени и така натаму, нормално е да очекуваме и промени во тироидните хормони. Значи, тироидната жлезда е основа на енергетскиот метаболизам, на создавање топлина, на одржување на функцијата на мускулните ткива, скелетот и така натаму. И многу значајна улога е зреењето на мозочните клетки кај бебето. Така да во периодот пред забременување е значајна улогата на тироидните хормони за концепцијата и тоа механизмите се многу сложени и значајни. Значи не е тоа фертилноста не се одржува само за не зборуваме само за кај жените, туку и за кај мажите. Значи кај жените тоа е индиректно преку недоволно зреење на јајните клетки, во колку недостасуваат тироидните хормони, а кај мажите пак нарушување на мотилитетот на сперматозоидите и двата процеси можат индиректно да ја нарушат фертилноста кај брачните парови. Во текот на бременоста пак, како што реков, во колку недостасуваат, се нарушува растот и развојот на плодот, значи примарно на мозочното ткиво, меѓутоа истовремено и на скелетниот систем, па многу често во колку не се навремено диагностицира и субституцираат тироидните хормони, може да се развие многу сериозна состојба, така наречена конгенитален хипотироидизам, кој што е следен со изразена ментална ретардација. Меѓутоа, секако, во нашата држава тоа нели е многу одамна искоренето. Искоренето, а се прават нели и навреме сите. Секако, меѓутоа искоренето е со тоа што кај нас постои национална програма за ТСК скрининг после породувањето, така да секое новороденче влегува во скрининг на ТСК, па веднаш ако се детектира дека постои високо ниво на ТСХ, односно постои хипотироидизам, се започнува веднаш пораѓање со субституција со тироидни хормони, така да навремено се спречува развојот на било какви последици. Така да. Честопати причина за неуспешно инвитро може да лежи така секако, значи неоткриени проблеми или нарушена функција на тироидната? Во последните години многу често се работи на и има многу сознание околу влијанието на тироидните болести врз инвитро фертилизацијата. Значи, тоа е еден посебен процес на оплодување, како да кажам, каде што настануваат дополнително и други стимулативни фактори, како што е, да речеме, во процесот на истрогената односно хипероваријалната стимулација, значи тоа е една фаза од протоколот на инвитро фертилизацијата, и кај нормални пациенти кои што имаат нормална функција на тироидната жлезда може да дојде до реверзибилно покачување на вредноста на ТСХ. Меѓутоа, во колку пациентите имале пред тоа некое заболување на тироидната жлезда, ова е многу поизразено, така да е особено значајно да се следи на пократок временски интервал да се следат вредностите на тироидните хормони и секако морам да истакнам одредување на вредноста на тироидните антитела.
Тоа е многу значајна алатка за менаџирање на состојбата кај бремените, особено оние кои што подлежат во инвитро постапката. Затоа што е утврдено дека голем процент на пациентки кои што имаат високи тироидни антитела, нормален тироксин и ТСХ, имаат неуспешно инвитро фертилизација или во колку настане забременување, брз и ран абортус. Значи, од тие причини се советуваат пациентките кои што имаат неколку неуспешни инвитро фертилизации да подлежнат на тестирање на тироидните хормони ТСХ и тироидните антитела и веќе и нашите гинеколози во пракса го имаат тој протокол и го применуваат. Така, да. И само уште кратко, во текот на бременоста се случува хормонален дисбаланс, така промена на хормоналниот статус, дали тој може после да влие на функцијата на тироидната жлезда? Често пати можеме да слушнеме по породувањето жената да се зачуди зошто и од каде сега проблем со тироидната жлезда се појавил. Значи, кај нормално функционирање на жлездата не е вообичаено, значи настануваат одредени промени во тироидната жлезда, во незината големина, значи секако дека мајката веќе треба да создава тироидни хормони и за бебето, бидејќи плодот нема своја тироидна жлезда негде до 15-18 недела од бременоста, па мора да ги задоволува потребите од мајката, а после тоа ја има тироидната жлезда, меѓутоа нема јод, така да мајката мора да внесува повеќе јод за да се создаваат тироидните хормони. Меѓутоа, во физиолошки услови, кога е нормална функција на жлездата, сето тоа, како што реков, со контролниот механизам се регулира, освен што, да речеме, во одредени ситуации се препорачува субституција со јодни таблетки. Меѓутоа, во колку постои веќе некое структурно нарушување на тироидната жлезда, тоа структурно нарушување, ако навремено во тек на бременоста не се детектира отстапување во функцијата, може да доведе и до функционална промена во тироидната жлезда. Па многу често после породувањето знае да се развие така наречен, велиме, постпартален тироидит. Значи, тоа е постпородилно воспаление на тироидната жлезда, кое што за среќа најчесто поминува спонтано, без терапија, даваме само симптоматска терапија, меѓутоа многу често после 6 месеци до 1 година постпартално, ако веќе структурната промена пред забременувањето била изразена, може да заврши едноставно само со хипофункција, односно намалување на функцијата на тироидната жлезда, односно тој воспалителен процес да ја оштети во таа мера тироидната жлезда, што таа ќе ја намали својата функција. Состојба на хипотироидизам, која што лесно и едноставно може да се третира. Така, да. Нема простор за паника, значи кај некои кои што биле во ваква значи, можам да кажам дека 99% од тироидните заболувања се лекуваат успешно и пациентите можат да живеат среќен, успешен живот без никакви проблеми, во колку, повторуваме, се навремено дијагностицираат и третираат. Така, да. Повеќе се, многу бројни се, можеме така да речеме, нарушувањата на тироидната жлезда, ама оние што најчесто ги спомнуваме и кои веројатно и најмногу ги знаеме, се намалената и зголемината функција. Така. Хипо и хипер. Така. Може ли симптомите, иако подспоменавте нешто што би можеле да чувствуваме, пододделно и за едната и за другата состојба, за ако сме во дилема, не се чувствуваме добро, а не знаеме зошто, од каде и како, да помислиме дека може би имаме ризик од некакво тироидно нарушување. Така, значи тие спаѓаат во групата на функционални нарушувања. Значи хипофункцијата, самото име кажува, тоа е намалена функција на тироидната жлезда. Значи најчесто во лабораториските анализи се манифестира со ниско ниво на тироксин или триодотиронин, а покачено ниво на ТСХ. Значи, симптомите се многу неспецифични, можам да кажем, и може да се јават симптоми од сите органи во организмот. Нели, кога би почнале, ако чувствувате една изгубена концентрација, заборавност, расеаност, нели, потоа болки по коските, по мускулите, по зглобовите, една сува кожа која што се перута, најчесто ако е таа изразена хипофункција, потоа од страна на срцето да се јави забавена работа на срцето или така наречена брадикардија и многу често и аритмии, значи имаме пациенти кои што ќе се јават и велат дека срцето им прескокнува, да кардиолошки е се во ред, да се утврди дека се работи за намалена функција на тироидната жлезда, потоа промени во столицата од типот на потврда столица или обстипација, значи многу често симптом кој што сите го занемаруваат, една надуеност на стомакот, отоци по телото, нели околу очите,
околу научните капаци, една кршлива коса, поспаност, летаргичност и депресивност. Значи, една депресивност исто може да биде симптом за хипофункција на тироидната жлезда. Значи, апсолутно сите симптоми се неспецифични. И секој дел од телото ни праќа некаков сигнал, значи така како што ги набројавте сите овие работи. Јас би препорачала, нели, во колку се 2-3 симптома од овие кои што ги опишавме, дека е потребно многу едноставно да се направи испитување на двата тироидни хормони, кое што, нели, може да биде упатница и од матичниот лекар, и во колку постои отстапување во еден од хормоните да се побара, нели, совет, консултација од специјалист кој што работи во областа на тироидологијата. Така, кај намалената функција се полека, бавно. Да. Се одвива и бавно, успорено, реагира успорено и функционира организмот. За разлика од хипер, каде што се и малку позабрзано. Да. Точно, значи, кај хиперфункција целиот организам е хиперактивен. Значи, ние уште кога ќе ни влезе пациентот во ортонација, го препознаваме по гестикулацијата, по таа еден сјај, велиме во наводници во очите, од таа хиперактивност. Значи, сосема спротивните симптоми. Значи, симптоми на една забрзана срцева работа или тахикардија, изразено потење, влажна кожа. И тука имаме една кршливост и опаѓање на косата, која што е со ист механизам како и кај хипофункцијата. Потоа имаме појава на диареја или течна столица, како многу чест симптом. Меѓутоа, најчесто пациентите се јавуваат кога се работи за хиперфункцијата поради забрзаната срцева работа и изразеното потење и секако слабење, значи губење на килограми, за разлика од кај хипофункција, каде што е поправање, а велат дека се хранат добро, дури и премногу, а тежината се губи, може да се изгуба дури до 20 килограми за еден месец. Повторно велам, значи сите симптоми треба да се аларм, дека е потребно да се направи испитување на тироидната функција, бидејќи многу лесно и двете состојби се коригираат со давање на соодветна терапија. Така. Да ги слушнеме гледачите и нивните прашања, да можат да се консултираат со вас, конкретно, нели, за проблемот со тироидната жлезда, па ќе продолжиме со разговорот. Добар ден, повелете. Доколку веќе го имаме и првиот гледач на линија. Добар ден. Ало? Да, се слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Гледам збор за хирургската жлезда. А мен ми го недоа на крвта. Вака, јас ќе ве замолам уште еднаш само да ни повторите и малку пополека. Не успеваме убаво да ве слушнеме и да ве разбереме. И на мене ми прендоа хирургска жлезда. На крвта. Добро. И сак нещо го изпитала, дека е хирургска жлезда още. А на грилата ми скочи код топче. Так той изпитува. Може да е од хирургска жлезда той или не е од хирургска жлезда той. Јас се извинувам што ќе ве прекинувам, ама навистина имаме некаков проблем во комуникацијата. Не можеме убаво, јасно и чисто да ве слушнеме за да разбереме, нели, за каков проблем. Да, проблем со тироидната, ама не знаеме што и како и каква терапија се прима и што би можело. Ајде, обидете се уште еднаш ако можете да се јавите. Продолжуваме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Добар ден. Јас сум дипломиран хемичар. Сум запознаена со симптомите и на хипер и на хипотиреоза. Сакам да ја прашам докторката, имам со години екстрасистоли. Сум правила и ЕКГ и ехо, сум одела и на коронографија и така натаму. Резултатите ми се во ред. Отидов на крај и да ја проверам и тироидната жлезда, бидејќи многу се потам. Немаше ништо, беше се во ред, и ехо, и крв ми зедоа, хормоните и така натаму, а продолжи 70 годишна сум. А потењето ми продолжи се уште. Јас лично сум приметила самата по себе, дека при мала вознемиреност и возбуда потењето ми се убрзува, работата на срцето ми се убрзува и така натаму. Значи, мислам според мене дека органски немам ништо, а овие симптоми покажуваат за оболена тироидна жлезда.
Мало еден совет од докторката. Имајте убав ден, толку од мене. Ви благодариме и истото ви го посакуваме и ние вам. Благодариме. Значи, колку што разбрав, пациентката има екстрасистоли и изразено потење, меѓутоа тироидните хормони биле во ред. Да, значи, секако дека овие два симптома не се само симптоми за тироидно заболување. Во колку се тироидните хормони, значи тоа не е најобјективен параметар за функцијата на тироидната жлезда, детекција на тироидните хормони. Во колку се тие нормални, тогаш би исклучила дека симптомите се ради тироидно пореметување и секако пациентката ќе треба да направи дополнителни испитувања, колку што рече пациентката, она се сомнева дека е нешто органско, нели? Екстрасистолите треба секако кардиолошки да се проследат, бидејќи постојат и патолошки состојби каде што се јавуваат екстрасистоли, а не само нели од некоја стресогена ситуација, а изразеното потење нели секако ќе бара дерматолошка консултација, нели да се види дали случајно не се работи за некое пореметување на потните жлезди и секако нели да не одиме во нели пострашни заболувања, хематолошко испитување и така натаму, да би исклучила дека се работи за некоја друга патологија. Меѓутоа, во колку се уредни тироидните хормони, исклучуваме дека е од тироидно потекло. Така. Нема потреба од дополнителни исследувања, кои е направено ултрасонографија и испитување на тироидните хормони. Така. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Ајде да го слушнеме и вашето прашање. Поздрав. Ви благодариме. Да. Ќе го намалите тонот на телевизорот, за да можеме убаво да се слушнеме. Так, дали сте на линија? Може ли да го чуеме вашето прашање? Ќе се обидам уште еднаш. Дали сте на линија? Здраво. Добро, следен гледач, повелете, ве слушаме. Здраво. Еден гледач од Прилеп. Јас стероидна жлезда имам проверено во Охрид. Сега таму, не знам, слушам дека требало да се појди битово специјално за стероидна. Имам голема мака, значи не можам да дишам, се запишувам да поводам 10-15 метра, се да дишувам. Тоа е едно. Инако имам доста голема килажа, пред 160 кила, и то тие кила ги наметнат за многу кратко време. Испитов во Охрид ми направи хронографија, се е во ред. Ако се може да решение да ми кажете, почнем да не можам и да се движам, дали има врска стероидната со ова нагло дебелење. Дали пациентот се лекува веќе и што терапија прима? Да, се лекувам, јас сум претежно лекови примам за висок крвен притисок и други лекови не примам никако. За тироидна жлезда не? Не, имам оттоци на носните, значи не можем да облечам чеведни, имам течење на вода под колениците на лимфа, 3 години непрекидно така течење и сега се затвори тоа и чувствувам дека сум веќе подујен. Не можем ни да дишам, чувствувам вака кај да се попрам на тело под гради надолу, дека сум веќе како помпа сум со. Така, добро. Ви благодариме за јавувањето, совет и препорака во секој случај. Ќе упатиме до Така да. гледач. Совет Што многу би било едноставно да се наивно направат направи. испитувања на тироидните хормони, секако дека дел од симптомите кои што ги опиша пациентот, иако нели спомнавме дека тироидните болести се почести кај жените отколку кај мажите, меѓутоа во последно време се повеќе и мажи имаат проблем со тироидната жлезда, значи е потребно да се направи испитување на тироидни хормони, а симптомите од типот на отоци по целото тело, поправање, една успореност, забавеност, укажуваат дека можеби има намалена функција на тироидната жлезда, меѓутоа мора тоа и објективно да се потврди со анализа на тироидните хормони. Така да совет до пациентот би било во најблиската установа да се испитаат тироидните хормони и да се направи една ултрасонографија или ехо на тироидната жлезда, со што би, нели, во колку има тироиден проблем, навремено би се дијагностицирал.
Да, но и навреме да се почне со преземање некакви мерки и за така, другите да, значи, нема состојби потреба кои да што се... ги спомена, нели? Да, да. Па другите состојби, нели, секако, сите состојби може да се поврзани со Така, тироидната болест. Освен, нели, ова што кажа пациентот дека има ексудација од подколениците, значи тоа може да биде поврзано со многу други состојби, така да е потребно детален преглед да се направи. Да. Не прашавме која возраст е пациентот, така да во соодветни возрастни групи има соодветни препораки кои се тестирања треба да се направат вообичаено и без симптоматологијата, не со симптоматологија. Така да. Во поглед на поставувањето на дијагнозата, рековте, многу е важно точна дијагноза да се постави, да видиме за какво нарушување станува збор, за да се почне и со соодветната терапија. Каква е постапката? Рековте, едноставно и лесно. Ако ги препознаеме симптомите, се упатуваме. Дијагностичките тестови се неколку. Значи, најпрво се почнува за проценка на структурата на тироидната жлезда, се прави ултрасонографија, односно ехо, така наречено, на тироидната жлезда, преку кое што може да се детектира дали жлездата е со нормална големина, дали постојат некои промени во незината структура, од типот на појава на нодули, кои што може да бидат единични, мултинодозни. Се визуализира и околината на вратот, значи дали имаме појава на лимфни јазви и така натаму. Значи, комплетно се прави една дијагностичка постапка за морфолошка проценка на тироидната жлезда и структурите околу тироидната жлезда. Потоа, според ехографскиот наод, кој што за одредени заболувања има одредени карактеристики, се индицира лабораториско испитување. Значи, основни лабораториски тестови се Т4 или Т3 и ТСХ, а во одредени ситуации лекарот проценува дали ќе ги одреди и фри фракциите, односно FT4 и FT3, како што реков, нели, особено значени во периодот репродуктивен и во тек на бременоста. Секако ние, во колку постои сомнение за некое тироидно нарушување, во прилог ние да направиме и поширока анализа на крвта, значи особено на липидниот и на хепаталниот статус, бидејќи многу често тироидните болести знаат да бидат следени и со пореметување на црниот дроб и на липидите во организмот, бидејќи местото каде што тироидните хормони се трансформираат од активен тироксин во активен Т3, кој што реков, активен ниво на периферија, е црниот дроб. Така да, во колку постои одредено нарушување на црниот дроб, тоа може да ни објасни зошто, да речеме, некој пациент би имал нормален ТСХ, а намалено ниво на тироидни хормони. И секако липидите, многу често кај хипофункцијата, знаат да бидат нарушени холестеролот и триглицеридите, па во таа смерница би го третирале тироидното нарушување кратко време и би следеле како тие се намалуваат, значи не би оделе веднаш со терапија за покачен холестерол и триглицериди. Потоа следна постапка дијагностичка би било скенирањето на тироидна жлезда со радиоизотопи. Тоа е индицирано само во колку постојат оштетување на тироидната жлезда, односно појава на нодуси во тироидна жлезда и одредени состојби на воспаление на тироидна жлезда или не го споменавме, постои така наречено субакутно или вирусно воспаление на тироидната жлезда, субакутен тироидит, кој што го третираме идентично како и грип, така да кажам, како вирусно заболување. Значи, вирусите не се третираат со третман, туку со терапија антибиотска или тироидни хормони, туку се дава симптоматска терапија и скенографскиот наод кај субакутниот тироидит е потврда 100% на дијагнозата. Значи, велиме, кај ваков тип на нарушување треба да имаме празен скен, односно жлездата е толку деструирана од вирусот што апсолутно е функционалноста нарушена и контрастот не се акумулира во нејзе. И секако, нели, кај останатите нодуси се детектира скенографски дали се тие, велиме, топли или ладни нодуси. Зошто е, мислам, тоа на пациентот не му значи ништо, меѓутоа на нас како лекари многу ни давам смирница што понатака. Значи, вообичаено ладните нодуси морат апсолутно да се пунктираат, односно да следи пункциона биопсија, бидејќи во најголем процент од овие нодуси знаат да малигнизираат, односно да, ако не е циста, тогаш се работи за
малигнен процес, а додека топлите нодуси речиси никогаш не преминуваат во малигна форма на нодус. Исти како што споменав, 100% диагноза за нодусите е аспирационата пункционална биопсија под контрола на ултразвук, значи последно време се работи таква под контрола на ултразвук биопсија, која што нели апсолутно дава потврда на диагнозата за одредена болест. И разграничување дали е бенигно или пак малигно, така, кога веќе постои. Па да, значи некаков апсолутно без сомнеш. пункција на биопсија не можеме 100% да потврдиме дали се работи за бенигна или малигна промена. За среќа, многу мал процент од нодусите во тироидна жлезда се малигни. Значи, над 75% се смета дека се работи за бенигни нодуси и нели тука важи правилото дека не се што е големо е лошо. Значи, дури кај тироидните гуши, кај со мултипни со многу нодуси, кога се мултипни нодозите и големи, веројатноста за тироиден карцином е помала отколку кај неправилни мали солитарни нодуси. Така да тука нема правило и секако е неопходно пункционална биопсија да се потврди зашто се работи, да биде мирен и пациентот и ние како или лекари. пак да се исклучи она, дека станува збор за нешто лошо. Кога веќе ќе се почне со терапијата кај намалената функција на тироидната жлезда по одреден период, така неколку месеци или лекарот како ќе одлучи, повторно се прави проверка за да се види дали терапијата е соодветна Така, и да. повторно индивидуално, така за да се коригира, дали ќе остане иста, ќе се зголеми Така, или морам да ќе се кажам на намали почетокот дозата. дека постојат две форми на хипо или хиперфункција. Велиме субклиничка хипо и субклиничка хипер и клиничка форма на болеста. И постојат контроверзии околу медицинската јавност за третманот на субклиничката форма на хипо или хипертироидизам. Меѓутоа, се почесто се оди кај млади особи да се третираат субклиничките форми за да не настанат реперкусии врз организмот, додека да речеме кај особи над 70 години, субклиничката хипотироза, например, во колку има некои други коморбидитети пациентот е, да кажам, на некој начин и пожелна состојба, бидејќи метаболните процеси се малку поуспорени, па не се забрзуваат развојот на другите заболувања. Третманот за хипотироидизмот или за намалената функција на тироидната жлезда е идентичен. На располагање имаме само еден лек, тоа е левотироксинот, или кај нас на нашиот пазар е еутироксот, кој што се дозира во зависност од вредноста на тироидните хормони. Значи, најчесто се започнува со најмалата доза и потоа се прави контроли во временски интервал од 4 до 6 недели. Значи, потребна е одредената доза да се пие толка временски период, бидејќи на контролниот механизам на ТСХ му е потребно време за да се откочи и да се врати во нормала. И така се менува дозата, нели се менаџира во текот на заболувањето. Вообичаено постигнуваме стабилизирање на тироидните хормони за 2 месеци кај пациентите и во колку немаме промени во понатамошниот живот, во телесната тежина, одредени реков периоди, нели бременоста, менопауза се периоди кога може да настане менување на дозата и заради тоа по стабилизирање на дозата препораки да се испитуваат хормоните на секои 6 месеци. Ете, во колку долго години, после 5 години е стабилна болеста, можеме да дозволиме и еднаш годишно да се испитуваат тироидните хормони, меѓутоа секако лекот треба да се пие. Пиењето е еднаш дневно, многу едноставно, наутро, на гладно, нема прекинување и кај голем процент од состојбите на хипотироидизам, лекувањето е доживотно. Меѓутоа, пациентите не треба, обично јас им викам, да се обесхрабруваат како пиење витамин. Значи, станувате наутро, ја испивате таблетката и едноставно продолжувате со сосема нормален живот, бидејќи апсолутно оваа таблетка, овој левотироксин, е со состав идентичен како составот на тироксинот кој што го создава нормална тироидна жлезда, па организмот кој ќе испиете таблетката не препознава дали е лекот внесен екстерно или го создала тироидната жлезда. Значи, метаболирањето на синтетски внесениот хормон е идентично се однесува во организмот како и нормално создадениот. Така да апсолутно можеме бидејќи некој ќе рече долг период.
цел живот да, треба да да, внесувам, нели, и да примам. Но ете безбедноста од друга страна ја споменавте. Пораката до нашите гледачи за крајот на емисијата. Во смисла да Така, значи- успееме барем мал дел од нив, ако препознаа нешто како симптом, па за брзо време да направат преглед, Така. значи сме Мислам дека постигнале нешто во накратко- подигнување Да, на мислам дека свеста. накратко кажавме оние главни симптоми и како што е и самото мото на оваа интернационална недела на тироидните болести, многуте лица на тироидната жлезда. Значи, препораката е да, во колку било кој почувствува некој од овие, што ги опишавме, симптоми, да едноставно побара совет од својот матичен лекар и побара испитување на тироидните хормони, а секако и матичните лекари, нели, тие има еден дел во оваа кампања, лекарите по општа и семејна медицина, ги препознаваат симптомите и многу лесно со одредување на двата симптоми во крвта може да се постави брза диагноза. И советот е да не се плашат. Значи, како што веќе споменав, тироидните болести се лекуваат и со тироидно заболување пациентот може да има здрав и среќен живот, во колку ги слуша советите на својот лекар и навремено се контролира. Така да. Да забележиме ако има потреба нешто кај нас, ама и во нашата околина, велиме, блиското семејство или обкружувањето. Па така, тоа е многу битно Така. да сите И да бидеме ги едуцирани и да ги посоветуваме дека- посоветуваме, да. Да. Тоа е многу битно, значи да алармираме, нели? Така, да. Аларм за свест е пораката наша. Така, ви благодарам за гостувањето во Благодарам Виста. и на вас за поканата. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. Во продолжение реклами, а потоа следуваат и најдобрите совети.